Колку фирми имаат Мијалкови во Чешка? Дали мајката на Никола Груевски Надежда е собственик на стан во елитен кварт во Прага? Дали кешот од 750.000 евра, кој се обиде возачот на Срđan Керим нелегално да ги пренесе во Австрија, се можеби собственост на Сашо Мијалков. Со овие прашања, лидерот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски ја обвини, како што ја нарече, оваа банда за злосторничко здружување против Македонија. Огромни суми на пари со авиони на Czech Airlines се изнесуваат од Македонија и завршуваат во една чешка банка. Со вакви сомненија за организиран криминал излезе денеска првиот човек на Обединети за Македонија Љубе Бошковски. Бара независна комисија составена од домашни и странски експерти да го провери трансферот на парите, во како што вели криминалот што го организираат браќата Мијалкови, премиерот Груевски, заедно со други државни институции. Имаме сомнение дека во организација на Саша Мијалков, Владко Мијалков, Никола Груевски, Управата за спречување на перење пари и Управата за јавни приходи на чело со Горан Трајковски, од Македонија се изнесуваат огромни суми пари со авионите на Czech Airlines и завршуваат во една од чешките банки. Бошковски денеска обелодени и документи за кои тврди дека се доказ дека директорот на УБК Сашо Мијалков е собственик на уште една фирма со седиште во Прага. Активната фирма, вели Бошковски, го носи името Efficiency и е пререгистрирана во 2008-та, докога го носел името Мијалков Спол. Бошковски денеска праша дали мајката на Груевски е собственик на стан во Прага. Дали Надежда Груева, која е евидентирана како собственик на стан во елитен кварт во Прага, е истата Надежда Груевска, позната како мајка на Никола Груевски. Инаку станот, по некоја случајност, е купен од фирмата на Спаравало, човекот кој му е партнер на Саша Мијалков во повеќе фирми со седиште во Прага. Бошковски со коментар за апсењето на Рамковски. Имаше и повака интересни политички фигури кои вршат значајни државни функции, а се собственици на телевизии, кои не плаќаат данок. Замислете, 750.000 евра исчезнуваат од државата. Запрашан дали се плаши од евентуално негово апсење, вели: Мене толку нема тешко да ми падне притворот како на господинот Мијалков и на господинот Никола Груевски, бидејќи Љубе Бошковски ги помина белосветските притвори и затвори. Бошковски денеска го охрабри членството на ВМРО ДПМН да продолжи со преминување во неговата партија.